Македонија се враќа на европската туристичка сцена и станува се поатрактивна дестинација за посетители, посебно од Западна Европа. Според најновите податоци што ги објави Министерството за култура и туризам, земјава во првите 5 месеци од годинава забележала значителен пораст на бројот на странски туристи од 24% во однос на истиот период лани, но изголемување од 19% на ноќевањата. Франција, Германија и Велика Британија. Овие земји се почесто ја вклучуваат Македонија во своите туристички понуди. Франција е вистинско изненадување со скок од речиси 400% во бројот на туристи и над 300% повеќе ноќевања. Во првите 5 месеци од 2025 година туристичкиот промет во Македонија бележи значително зголемување во однос на истиот период во 2024 година. Посебно се издвојува Германија со раст од 219% во бројот на туристи и 146% во ноќевања, што укажува на видно зголемен интерес на германските туристи за посета на нашата земја. Франција бележи највисок пораст со 398% повеќе туристи и 303% повеќе ноќевања, со што се позиционира како нова стратешка цел на туристичките политики. Велика Британија забележува значително зголемување од 204% во бројот на туристи и 139% во ноќевањата. Турција, која и натаму ја држи водечката позиција според вкупниот број туристи, бележи стабилен раст од 11%. И не само за вообичаената летна сезона, Македонија на туристичката мапа високо котира и во текот на целата година, а тоа е така поради развојот на културниот туризам. Македонија бележи растечки интерес кај странските посетители за културен туризам во месеците надвор од традиционалната сезона, што значително придонесува за анулирање на сезонскиот туризам, зголемување на вкупните туристички приходи и засилување на локалната економија. Овој тренд е од исклучително значење затоа што создава континуирана туристичка активност ни целата година, ги ангажира локалните заедници за најчи, водичи угостители и овозможува рамномерен економски развој надвор од туристичките центри. Министерството најави дека ќе ги искористи добиените податоци за понатамошно таргетирање на новите пазари преку јакнење на промоцијата, подобрување на авионските врски и конкретна поддршка за туристичките оператори. Предходно, премиерот Христијан Мицкоски обелодени дека според Обединетите нации, Македонија е 8-ма дестинација за туризам во светот, според растот на бројот на туристи од 22% повеќе споредбено со минатата година.